Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринското издание на Нов ден. Месец април е забележан и насекаде познат како месец на македонските планинари. А ние, како и секогаш, она што го ветуваме, го исполнуваме, па така да во текот на една од предходните наши емисии имавте можност да го гледате нашиот гостин и да слушнете што тој има да каже во врска со Сдруженијето на планинари Козјак од Куманово. А еве, чест и задоволство ми е и денес да ви го представам кај нас во студиото генералниот секретар на Сдруженијето на планинари Козјак Куманово, господин Мартин Величковски. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на К3 телевизија и ви благодарам што ги пратите нашите активности како денеска, така и во изминатиот период од почетокот до ден денеска. Така, господине Величковски, минатиот пат имавме една многу убава емисија. Многу убаво си поразговаравме за овој вид на спорт. Така, токму така, значи веќе кумановската јавност беше запознаена за нашиот клуб, историјата од 35 години на клубот. Меѓутоа 22 април е ден на македонските планинари. Така. Ќе се навртам малку порано од тоа, бидејќи јас сум веќе 30 годишен член на клубот. Тогаш, да кажам, поранешна Југославија беа други активности, другши организирано, така да мојот прв ден или прва акција на Ден на планинари во Југославија 86-85 далечна беа организирани од цела Југославија, од сите планинарски клубови организирани. Сите се собираа по 40-50 планинари од еден клуб и тоа беше масовно организирање. Се собиравме сите на плоштади, дали во Скопје, во Куманово, во Битола и сите како од една колона од 40 до 50 униформисани во униформи во планинарски ранци од исти клуб и тоа беше многу масовно, по 500, 600 до 700 луѓе масовно на една планинарска акција, кои тогаш, да кажем, во Југославија беа подобро организирани за разлика од денеска. Така, како денес одат тие работи? Дали вие веќе започнавте, верувам дека да, со подготовките? Што планирате? Така, веќе во Македонија се отворија повеќе клубови, во секој град има од 3 до 5 планинарски клубови и сите клубови се организираат на локално ниво. Нормално на локално ниво ради тоа што ние пуштиме покана до сите планинарски клубови, но меѓутоа еве овој викенд сега што е 22-23, повеќе клубови организираат нивна планинарска акција во чест на Ден на планинари и се поклопуваат повеќе акции. Затоа кој каде е слободен и каде може да се пешачи, да се движи, таму по програма си го наоѓа своето место. Меѓутоа нашиот клуб на 22-23 организира на локално ниво во посета на планинарски дом Длабочица. Таму има организиран планинарски ручек и се поканети сите планинари членови на нашиот клуб. Тоа е едно видување, едно доживување. Тука имаме помлади членови кои ќе пешачат, значи. Тоа се деца од планинарската школа и до најстара возраст до 77 годишна возраст. Така, сега, веќе зборувавме и минатиот пат дека бројката на членовите во вашиот клуб рапидно расте. Имате од најмала до најстара возраст. Токму така, веќе ние биднавме едно големо, огромно семејство, бидејќи сите наши членови што стапија во брак во времето на планинари, па нивните дечиња, сите се членови. Имаме од 20 месечно возраст планинарење до 77 годишна возраст, каде што сите си го наоѓаат своето место. Сега за овој викенд и претходно пред тоа, веќе 7 до 8, ако можеме да кажам, брачни парови се со своите дечиња членови, каде што веќе заминуваат на еднодневни акции по убавините на Козјак и веќе од нареден викенд почнуваат со дежурства во домови и со ноќевање во планинарските домови во Длабочица во нашиот преобав Козјак.
Така. Господин Величковски, вашиот клуб меѓу останатото е и членка на Федерација на планинарски спортови. Што всушност представува оваа токму федерација? така, Федерација на планинарски спортови на Република Македонија, нормално седиште е во Скопје. Таа веќе функционира 45 години федерација. Сите планинарски клубови се членки на таа федерација. Таа федерација се состои од 5 планинарски спортови. Тоа се планинарење, ориентација, спортско качување, спелеологија и планинарско трчање. Нашиот клуб 10 години беше член во спортска ориентација, каде што имавме надпревари во Македонија и надвор од Република Македонија. Тоа се дечиња во категорија машки 8, 10, 12, 20, 18, 21 година и ветерани. Исто и во женска категорија, но меѓутоа во последно време поголем интерес има за планинарење и планинарско трчање. Федерација на планинарски спортови на Македонија нуди многу можности на сите своји клубови, бидејќи ние плаќаме таму чланарина. Таму има отворено Центар за стручно способување, ЦСО, при Федерација на планинарски спортови на Македонија, во соработка со Министерство за образование, отвори катедра од 2002 година, каде што сите членови, најмалку 5 години да бидете член во еден клуб, да ги исполнуваш услови, можеш да заминеш за да бидеш планинарски водич или маркацист. Тоа е многу битно, бидејќи секој клуб за да функционира и работи треба да има лиценциран планинарски водич и лиценциран маркацист за маркирање на патеки. Во Центар за стручно осоsobување има повеќе предмети, повеќе испити да кажам. Тоа е вонредно, значи, учење, каде што имаме ние обуки и семинари од наши инструктори и професори. Тука се опфатени спелеологија, ориентација, маркирање, движење, медицина на планина, временските услови, метеорологија, значи се што треба за да се оспособи, за да бидете сигурни во еден планинарски водич. Бидејќи планинарски водич во Република Македонија мора да постои во секој клуб за да клубот функционира и работи по своја програма и по својот статут. Федерација на планинарски спортови на Македонија годишно организира 7 до 8 семинари во летен и во зимски период од наши инструктори кои што веќе се стекна со лиценца А, Б категорија, веќе со Федерација на планинарски спортови во Република Словенија, веќе имаме контакти со нив, од таму доаѓаат професори и ние таму идеме на предавање, на обуки, на семинари и од секој клуб и од нашиот клуб има 2 до 3 лиценцирани водичи, каде што бројката во Македонија е над 50-60 планинарски водичи. Се надевам дека во периодот што доаѓа ќе се пријавуваат уште планинари со искуство за да се стекнат со лиценца планинарски водич, за да можат нашите планинари од Македонија, надвор од Република Македонија да се движат и да се осеќаат сигурни и безбедни кога идат на планина да освојат некој планинарски врв, некој планинарски дом, рекреативно или некој планинарски марш или планинарска тура или некој планинарски маратон, што имаме Солунска глава, Чепрес водно, или по што е за Илинден за 2 август, тоа е огромна патека каде што 7-8 дена се пешачи за да може еден планинарски водич да ја започне планинарската тура од почеток до крај, да сите планинари бидат задоволни и да се осеќаат сигурни и безбедни. Така. Еве ние во прилог имаме, нашите гледачи можат да видат на своите мали екрани некои слики. Токму така, тоа се фотографии од нашите членови од, да кажем, од 82 до ден денеска кои имаат заминато. Еве ова е веќе фотографија на Дурмитор, ова е на Монблан, ова е прва фотографија од 82 година. Овдека исто во Словенија, нашиве планинари, исто на Монблан 2013 година. Ова е исто Дурмитор од нашиве постари членови. Значи тоа се фотографии каде што нашите членови од 82 до ден денеска заминале на од 1500 до 4810 метри надморска височина. Така. И тоа е и најголемиот предизвик. Токму така, целта на планинарењето. На планинарењето. На еден планинар му е најбитно да ја цени планината. Бидејќи ако ја цениш планината, таа ти возвраќа со нејзино богатство што таа ти нуди. Има неколку етика на планинарење и има некои основни правила за планинарење, каде што секој планинар треба да ги почитува, бидејќи како што дома
имаме еден кодекс на понашање во некоја фирма, така и во планинарењето постои етика. Прво и основно правило треба да ги информираме нашите клубски колеги каде заминуваме, колку време трае таа планинарска тура, што имаме таму, временски услови, дали имаме ноќевање, искачување на некој врв, движење на планина, исхрана на планина, гардероба на планина, значи спрема временските услови, каква гардероба треба да понесеме. Едно од основните правила е што планинарската тура започнува дома и завршува дома. Така да, за да се осеќаме сигурни и безбедни на планина, затоа секоја планинарска тура се организира со планинарски водич, кој е лиценциран од Федерација на планинарски спортови. Доколку сака нашиот клуб или нашиве планинари да заминат на Пелистер, ние се јавуваме на тој клуб од Пелистер, Така. да ни обезбеди планинарски водич, иако ние имаме од нашиот клуб водич, меѓутоа сите водичи се распоредени на својот регион, на својата територија, да секој планинар од било кој дел на Република Македонија да сака да искачи дали Пелистер, дали Тито врв, дали Кораб, на секој крај, на секој град е задолжен планинарски водич да ги прифати, да ја реализира планинарската тура, да ги однесе живи и здрави да ги врати до саканата цел. Така. Господине Величковски, напоменавте дека секој планинарење започнува од дома и завршува дома. И сега, минатиот пат имавме можност да позборуваме која е она опрема која што треба да биде понесена, а сега рековте дека и различен треба да биде видот на исхраната за одреден теков временски период. Токму така, значи во планинарење постои лична планинарска опрема и постои колективна планинарска опрема. Лична планинарска опрема си ја поседува секој планинар. Прво и основно задолжително е да имаш добар планинарски ранец, гојзерица добра зимска чижма, штека за стап за пешачење. Тука спаѓа летна зимска јакна, панталони, чорапи со одветни ракавици, наочари за против сонце, значи тука спаѓа во лична планинарска опрема лично комплетно што е лично ваше. Сега зависи од планинарската тура дали е на 1200 метри, дали е на 2000 метри надморска височина, дали имаме ноќевање во планинарски дом, дали е на еднодневно, дводневно. Вреќе за ноќевање е задолжително носење во планинарски ранец, за да се движиш безбедно на една планинарска патека, тура или скачување на врв, треба да ви биде добро спакуван еден планинарски ранец. Задолжителна опрема спаѓа и медицински санитарен. Токму тоа сакав да ме мора прашам. да имаме и некој медицински, за не дај Боже, да ни затреба од прва помош, најосновно во планинарски ранец, додека во колективна планинарска опрема спаѓаат шатори, горилник, батерии, лампи, јаже кое е потребно за логорување, може да биде во планинарски дом, може во шатори, може да биде бивакување на планина. Значи имаме ноќевање планирано во планинарски дом, имаме и ноќевање кое не е планирано во планинарски дом. Непланирано ноќевање во планинарски дом доаѓа, пример, сме погрешиле патека, лошо време, сме се затекнале во некоја состојба каде што имаме повреда на некој планинар и не можеме да заминеме, мора да направиме ноќевање, да бивакуваме на планина и така да секој планинар си ја планира планинарската тура и спрема планирање на планинарската тура си определува лична планинарска опрема која му е задолжително носење, но меѓутоа водич на планина мора да биде спремен за сите комплетно членови и за временската прогноза, и за условите на планина, и за патеката на движење. Така, во кои одредени случаи водите со вас медицинска екипа? Медицинска екипа, можам да кажам дека 99% е задолжително на секоја планинарска патека, но меѓутоа највеќе се користи медицинска екипа на стрмни, како што кажав пред известен период кај што бевме на Бислимска клисура, или на некои освојување на некои повисоки врвови каде што имаме со 2 до 3 дена пешачење, каде што мора да ноќеваме пример на 2000 метри надморска височина, организмот треба да се прилагоди на таа надморска височина. Од еден планинарски дом обично тоа е кога идеме на искачување на највисок врв на Балкан, на Мусала 2925 метри надморска височина, али 99% клубови во Македонија имаат членови лекар или медицинска екипа, така да сите членови се чувствуваат безбедно и сигурно. Така. Што е она новина што е во вашиот клуб? Мислам дека и минатиот пат спомнавте, не можевме да отделиме многу простор да позборуваме за летната школа.
Токму така, во сите клубови и во статут на секој планинарски клуб е да се омасовува најмлади членови да вршиме едукација планинарење, тоа е од времето си постои, ќе постои додека постои планинарството. Ние од 2002 година активно работиме со младиве, тоа е една летна планинарска школа Козјак, сега зависно од година 2013-2015, секоја година по 6 месеци трае планинарската школа. Тоа се ученици од 8 до 16 годишна возраст, кои имаат предавање во нашиве простории теорија, од нашиве книги кои што ние имаме учено во Федерација, од нашите инструктори, од нашите педагози, од нашите професори. Го пренасаме тоа знаење на помладиве и потоа после месец дена предавање идат на еднодневно во планина, потоа идеме на ноќевање, па низ качување на врвови. Тоа се состои од основни поими за планинарење. Знаеме дека планинарење тоа е дружење помеѓу човекот и планината. Потоа грижа за планинарските објекти, растителен и животински свет на планина, движење на планина, исхрана на планина, медицина на планина, ноќевање на планина, лугорување на планина. Тоа се убави интересни теми, каде што децава за тие 6 месеци се стекнуваат со основен поим и потоа добиваат едно зелено светло да можат да искочат од нашиот град, да заминат во друг планинарски клуб, значи на нивна планинарска акција, каде што можат сигурно и безбедно да знаат за една планинарска тура, што им е потребно, кои информации им се потребни, која гардероба им е потребна, за ден-два што треба исхрана да понесат, дали имаат таму во планинарски дом нешто да направат. Меѓутоа, ние со таа настава веќе годишно 10 до 15 млади нови членови, значи нови членови, веќе од наредната година стануваат активни во искачување на планинарските врвови, што е тоа многу битно, сами имаат желба да одат на Пелистер, да одат на Солунска глава, на Караџица, веќе појавуваат интерес нивните другарчиња од школа да ги носат во планинарските домови, да бидат како они одговорни, дека знаат што е растителен свет, знаат дека не треба да ја уништуваат природата, не треба животните што живеат на планина да ги дираат, туку треба да им помогнат, да ги нахранат, да ги чуваат. Тоа е многу битно, мене ме радува што родителите се задоволни од Токму така, па тоа е поентата. Родителите се задоволни што едва и чекаат, како ние сите планинари чекаме викенд да дојде некаде да заминеме, се организираме каде да заминеме овој викенд, на која планина. И веќе родителите покажаа интерес и веќе во почеток на јуни имаме една настава сите на планина берење на чај, бидејќи веќе почнува сезона на чаеви и родители и децата имаат настава у природа почетокот на јуни, каде што самите родители, пак ќе кажам поздрав и до дечињата и до родителите, веќе имаат направено сами програма и веќе за летен период да ги пуштаат своите дечиња на планина од 5 до 10 дена да имаат престој во нашите планинарски домови. Така. Сега имаме уште многу точки за разговор, а и уште многу слики да погледнат нашите гледачи, но пред тоа одиме со малку музика. Замислено, што одиш така просто нажалено, мориш задумано.
kači se na konja. Eden baca, eden život za ljubav voleva. Elaj Simone, primene, kači se na konja. Ne krivi da zvesti kudja i nebo postela. Plisni taja voda niz drug pred konja, taja voda studena. Salto nesi malo mome mori usni medevi. I taja veter kosa kršna stara, duša izjaska. Elaj Simone, primene, kači se na konja. Eden baca, eden život za ljubav voleva. Elaj Simone, primene, kači se na konja. Ne krivi da zvesti kudja i nebo postela. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Господин Величковски, за да се движи еден планинар надвор од границите на Македонија, што е основното правило по кое треба да се води или што е она што му е потребно, еве чисто за да не се изгуби? Секој планинар многу му е битно, значи да искачи еден планинарски врв, да замине на еден планинарски врв и да замине до планинарски дом. Бидејќи ние како планинари уживаме во природата и во убавината што ти ја нуди самата планина. Пред да заминеме на некој планинарски врв, ние претходно сме информирани за една планинарска патека. Како да стигнеме, пример, до планинарски дом, а потоа од планинарски дом до некој планинарски врв. Секоја патека треба да биде маркирана, добро обележена, со црвена и бела боја, тоа е заштитна боја на маркација. Постојат два вида на маркација, тоа се летна и зимска маркација. Во секој клуб во Република Македонија и надвор од Република Македонија постои лиценциран маркацист. Тој е задолжен да ја одржува патеката најмалку 5 години со маркирање на патека, со средување на патека. Што значи тоа маркирање и средување на патека? Патеката мора да биде добро обележана на секои 20 метри, лево-десно растојание, со црвена и бела боја во круг, во размерот како едно око. Тоа око треба да биде видливо за секој што ќе ја помине таа патека. Затоа постојат два вида на маркации, летна и зимска. Летната маркација се поставува доле, а зимската се поставува на некое дрво, на некој камен, на некоја карпа, зависи од самиот терен на планина, за да може, ако се искачуваме во зимски услови на некој планинарски врв, завејано од снег, не може да ја најдеш маркација, затоа се стават и патокази. Тие патокази се пишува за колку време треба да стигнеме на планинарски врв, колку време имаме до пешачење до планинарски врв, до некој водопад, до некоја црква, до некој манастир. Таа маркација во Република Македонија и надвор од Република Македонија се една единствена боја. Доколку имаме планинарско трчање или некој спортски надпревар, таа маркација се менјава во друга боја.
Но таа патека е само за тоа, за планинарско трчање. Пример на нашата планина на Водно во Република Македонија, имаме повеќе патеки за да стигнеме до Милениумски крст или од основно училиште Коча Рацин до крстот и до Водно, тоа е некаде околу 19 км патека. На таа патека ние имаме пешачење кога е ден на Светски ден на планина 11 декември. Значи веќе тогаш почнува времето да се влошува, да се менјава. Тука имаме и летна и зимска маркација и поставено патокази. Но меѓутоа имаме и таа маркација што е за спортско трчање и за најново сега и со велосипед се оди на планина. Значи имаме патеки во Република Македонија почнуваат веќе да заживува и тој спорт. За ние како планинари, за да таа маркацијата, нормално дека тоа е на терен на планина, нека да имаме приватен имот, нека да имаме државен имот, многу треба да се внимава каде се поставува таа маркација. Бидејќи таму мештаните има реакција од нивната страна зошто е маркирано на тоа дрво, зошто е маркирано на камен, на патека и многу наидуваме на некои пречки, да кажем, каде што мештаните имаат реакција зошто е маркирано, па после извесен период таа маркација нема, а нам ни се многу битни на некоја раскрсница кривина, ако дојдеме да се погреши, ние тогаш правиме голема грешка. И затоа претходно имаме дозвола добиена од мештаните, од самата општина, од местната заедница, од ЕВН, од ЈП Македонски шуми и досега имаме добро разбирање во Република Македонија и сите македонски патеки, скоро 90% во Република Македонија се добро измаркирани, со летна зимска маркација и со патокази, каде што еден клуб треба најмалку 5 години таа патека да ја одржава, значи да ја крои дрва, доколку имаме пречки да става, да кажам, рукохвати каде што треба да се поставуваат, каде што има стрмни предели за не де Боже да се лизнеме или слично, но меѓутоа мислам дека како ова е во последниве 2-3 години актуелна тема во Федерација, мислам како времето си доаѓа, веќе луѓе го прифаќаат мештаните таму дека тоа е за нивно добро, за доброто на еден планинар и за мештаните таму што живеат, бидејќи ние ми носиме туристи, планинари, рекреативци, може некој да преспие во некоја планинарска куќа или во некое село, во некој дом, во некоја црква да замине, така да во иден период што доаѓа и самите луѓе не прифатија како веќе се, да кажам, желни да видат толку народ, толку луѓе, бидејќи во нашите краеви во планини каде што се движиме веќе бројот на мештани се намалува. Така. Сега вие како прилог овде во студиото донесовте и 3 книги, од кои што една е прирачник за водачи во планина, прирачник за планинарство и оваа третата која ми го привлече вниманието, основи на движење низ планина. Дали секој ваш член поседува ваква книга? Токму така. Прво ја добивме ние водичите на планинарските спорти во Република Македонија, сите колеги добивме таа книга, тоа е најново издание во соработка со Федерација на планинарски спортови. Книгата може секој да ја купи од планинариве, 200 денари е книгата. Книгата се опфатени основни поими за планинарското движење во Република Македонија и надвор од Република Македонија. Секој што ќе прочита и што ќе види, ќе се пронајде сами од себе си за некој планинарски врв. Тука си пишува и за спелеологија, за пат на пештери, и за спортска ориентација, и за планинарско трчање, комплетно од почеток до крај што му треба на еден планинар. Најосновното е психофизичка подготвеност на еден планинар. Так. Не може секој да биде планинар. Пред се планинар треба планината да ја цениш, значи со добро, за да ви врати со добро. Постојано тоа го потенцирате. Ајде, вие, што подразбирате Па, како еден долгогодишен планинар под таа теза? Да ја цениш планината со добро, за да ти врати со добро. Па токму така, ако ние сега за овој викенд планираме да заминеме на некоја планинарска тура и викаме, бе, таму е ладно, снег, временските услови, многу е лошо, нема кај да седнеме, нема што кого да посетиме, нема што да видиме, секогаш треба да бидеме позитивни луѓе, оптимисти, дека секогаш кога ќе заминеме на планина, дека ќе си поминеме убаво, сигурно и безбедно и дека ќе научиме нешто ново од планина. Бидејќи на планина не заминуваме еден двајца, ние сме група од 5 до 50 луѓе, зависно од планираната планинарска тура и зависно од слободното време на планинари. Затоа тоа го потенцирам повеќе пати, го кажувам, значи, ако ние на планината се осеќаме дека ќе паднеме, дека ќе се повредиме, секогаш таа ќе ти возрати со лош.
Секогаш кога треба да заминеш на планина, биди позитивен и прибери ги сите потребни информации за тој временски период додека си таму. Прво и основно правило е да ги информираме нашите планинарски колеги, дека сме заминале на искачување на врв Китка, со кого си заминал на врв Китка, која надморска височина е на Китка, што опасности може да се случи за време на движење, исхрана за време на движење. Многу нам ни е битно, не можеш ти рано сабале стануваш, да се најадеш со јака храна и да почнеш да се движиш, значи, да се сепак пешакаш. треба да се води ред и за Сепак треба да исхраната. се води ред за исхраната. Најбитен дел од исхрана е вечера на планинариве. Додека имаме 2 дена планинарска акција, вечерата е многу битна за планинарите. Што препорачувате? Што најчесто треба да биде? Па вака, ние, значи, традиција имаме некоја планинариве, секогаш имаат некоја планинарско графче. Значи, домаќини, домарите, управителите на домови, секогаш прават тоа планинарско графче. Но меѓутоа, во сега по-модерно време, да кажем, го правиме планинарски ручек да биде, за да може вечера да биде полесна по избор на секој планинар. Треба повеќе калории да се внесуваат и повеќе течности да се пијат. Се што ќе јадеме и пиеме во одредена количина во умерени дози. И алкохол не е штетен, не е штетно баш буквално ништо на планина ако користиме во граници на нормал. Така, и сега уште едно блиц прашање тука, дали имате пушачи меѓу планинарите? Има и такви, но меѓутоа гледам дека кога се на планина 50% им се намалени потребите и желбата за цигари. Бидејќи во просторија кај што се спие и во просторија кај што се дневна просторија, да кажеме, е забрането пушење на цигари, кај што тоа е незабрането, да кажем, лош збор забрането, меѓутоа си го поштуваме дневниот и куќниот ред на еден планинарски дом. Секако така и треба за да функционирате правилно. Токму така, затоа што ние таму имаме спална, дневна трпезарија, кујна, подрум, заеднички простории. Ние сите сме во гојзерици, каде што треба да се соблечеме и си имаме собни папучи. Како што дома си се движиме, нормално треба да се движиме и грижиме за еден планинарски дом, бидејќи тој планинарски дом е куќа на сите нас планинари или на љубители на планината. Ние сме таму ден-два у месец или у година 10 пати заминуваш еден планинарски дом. За да функционира еден планинарски дом треба да си има еден домар, куќен ред и да си го почитуваш куќниот ред. Ние сите таму користиме прибор за јадење, секој што си користи прибор за јадење си е должен самиот да си го измие, да си го среди, кај што си го земал, таму да си го врати. Така, тоа е најдобро. Тоа е најдобро и сите кога ќе заминуваме тој планинарски дом, треба да го оставиме во чиста и добра состојба и да оставиме огромно дрво, за да наредната идење на планина, наредната тура или наредниот дежурен што ќе биде во планинарски дом, кога ќе стартува, кога ќе влезе, бидејќи на планина и во август месец може да се запали шпоред, бидејќи се зависи од временските услови. Гледаме април месец, пролет, какви температури ни донесе ваквото. Тоа не се страшни температури, но меѓутоа кога си во еден планинарски дом мора да се користи и огромно дрво, да тој дежурен што ќе биде наредниот стартува без никаков проблем. Повторно ќе кажем, тој домар си има направено дневен ред, куќен ред и секој планинар му е од основното правило да го почитува дневниот и куќниот ред на еден планинарски дом. Така. И сега уште едно кратко прашање, да ми направите една паралела. Ајде да кажеме се искачувате на некој врв во неповолни временски услови и кога е суво времето. Кога е потешко? Секогаш е тешко за искачување на еден планинарски врв, зависно од колку сме ние психофизички спремни и колку имаме кондиција. Претходно ние пред да заминеме, ги кажавте и основните правила, се информираме за временските услови. Ние можеме у еден ден, у едно искачување на некој планинарски врв, дали е на Кораб или Пелистер, Солунска глава, дали е на Мусала или Олимп во Грција, ние претходно се информираме за временските услови, но меѓутоа сите 4 годишни времења може да ги доживееме за едно искачување. Бидејќи нашата планинарска акција трае од 4 до 8 сати дневно, зависно од потреба на искачување. Затоа еден планинар е негово обврска и задолжително мора со себе да носи и летна и зимска гардероба. Меѓутоа можеби нема да ја употребиме. Можеби да стартуваме да појдеме од стартот во кратки мајци, топло. Меѓутоа како се искачуваме, температурата или расне, имаме ветер, имаме магла, имаме влошување на време.
Самиот водич и самата група треба да процени доколку на половина пат од пешачење приметиме дека временските услови се лоши, можеме да ја прекинеме турата или да најдеме место за солниште, да логоруваме, шатор, да бивакуваме, за утре да го искачиме тој планинарски врв. Затоа пак ќе кажам, за еден планинар и во лоши временски услови и во добри временски услови треба да биде психофизички подготвен, да има своја кондиција. Еден од групата да нема кондиција, ние се сите комплетно, значи сме како единка, функционираме како еден. Нам не ни е битно кој прв ќе стигне на врв. Битно е група од 5 и од 20 и од 50 сите да искачат на еден планинарски врв. Секако. И да се вратат сигурни на саканата цел, тоа дома. Затоа пак ќе кажам, не е работа ние да заминеме од група 50, јас прв се искачив на врв. Никогаш нема да добиеш ни медаља, ни пехар, нити успех, нити нешто. Успех е сите живи и здрави да заминеме и сите живи и здрави да се вратиме. Така. Сега, основно средство исто што е потребно за планинарење, како што вие рековте, се и оние помошни стапови кои што ги носите со вас. Која е всушност нивната конкретна примена, вака субјективно? Токму така, ние 90% планинари имаме штеки или секој си направил свој стап, свое стапче, тоа е лично стапче, кое јас не препорачувам да се дава на некој друг, бидејќи тоа е лично, се користи во сите временски услови. И на еднодневни акции, на повеќе дневни акции, на искачување на врв и на самата прошетка. Првото и основно правило, кога одиш на планина, никогаш ништо не се носи во раце. Секогаш се треба да ти биде спакувано добро, подредено во еден планинарски ранец. Тие штеки или планинарски стапчиња се корисни за движење на планина, било која надморска височина, и на 600 метри, и на 1000 метри. Прво за нашата сигурност. Кога се пешачи во летен временски услови, при самото отчукање, движење на планина, да кажам, бегаат самиот звук на змија, подскок, на било што да не идеме. Со самото пешачење, самата штека ни дава потпора, се осеќаме сигурни на некои стрмни места. При самото искачување, или сакаме да одмориме, се потпреме на штека, имаме мал одмор. Значи, без разлика на која патека да заминеме, лесна, тешка, средно тешка, задолжително е, ако не две стапчиња, да се носат едни, бидејќи ни дава некоја сигурност лично на нас. На самиот себе се осеќа сигурно при движење на патека. И при спуштање од некој планинарски врв, исто така штеката е многу корисна. Значи, некој научил на две штеки на ваквото, се осеќа сигурно, но меѓутоа една штека многу значи, бидејќи 99% ви дава сигурност при движење. Така, за вас како планинар, што е најголем предизвик? Предизвик е да заминеме живи и здрави на планина, да се вратиме живи и здрави на планина, да се договориме на планина каде ќе заминеме наредниот викенд, кој е предизвик да искачиме некој планинарски врв и да си поминеме убаво и да запознаеме други планинари со други искуства и да ги преминеме како ние на нашава планина, така и на нивна планина. Пример, ние сите клубови сме збратимени со некој клуб од Република Македонија или од Република Србија. Ние сме збратимени со планинарски клуб од Кукавица од Лесковац, каде што 2 пати у година заминуваме ние кај нив, они доаѓаат кај нас. Веќе тоа 30 години сме збратимени со тој клуб и веќе како генерацијски се менуваат планинариве, генерации, така останува традиција да продолжиме контактите ние со нив, они со нас и кај нив што има ново у клубот, што има ново со маркација, со некој врв, некоја патека нова измаркирана, ние ги информираме за нашиве патеки во Република Македонија, за нашиот клуб, за нашиот преубав Козјак, да дојдат во планинарски домови. Веќе ние имаме комуникација со Крива Паланка, со Руен, со клубовите од Паланка, каде што они доаѓаат на нашиот перен, на пъклиште и се спуштат во планинарски дом Длабочица. Значи веќе 99% можем да кажем од Република Македонија имаат посетена наша планина Козјак. Значи Козјак од Пелинце до Китка, од Бајловце до Деловце, врвот Перен, кај да заминеш на Козјак се осеќаш сигурно, безбедно, бидејќи планината е едно убаво богатство, мирно, каде што имаш душевен мир и ти враќа со една позитивна енергија. Ако си 2 дена на планина, наредниве 5 дена можете да функционирате многу убаво. Така.
како долгогодишен планинар и љубител на природните убавини, кое е местото кое што би сакале да го посетите? Па вака, ние како планинари, секој си има своја цел и секоја желба, но меѓутоа мојата желба е и за сите планинари е желбата нешто ново што немаме отидено и немаме чуено, да се договориме, да го посетиме, да го видиме и да го пренесеме на другите. Така да од нашиот клуб веќе втора година имаме планинари кои ги посетија сите 40 врвови до 3000 метри надморска височина во Република Македонија и веќе заминуваат во надвор од Република Македонија. Веќе сега за викендов што велигденски празници беа, заминаа во Босна. Веќе сега се спремаат за Црна Гора, но меѓутоа ќе има повеќе емисии, па ќе зборуваме за тоа во иден период. Така, да се надеваме дека ќе биде така. Ви благодарам за денешното гостување и нека ви е среќен денот на планинарите. Еве вака однапред, но бидејќи се паѓа во сабота, токму затоа денес се дружевме. Благодарам на убавите искрени честитки и уште еднаш можам да кажам нека им е среќен празник на сите планинари на Република Македонија, на нашите членови од нашиот клуб и овој викенд каде да заминат на планина, да си поминат убаво, без разлика на временските услови, нека се живи и здрави и нека денот трае за многу години. Така, ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и внимание. Имајте убав ден, пријатно расположение, а ја следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. Останете со нашата програма.